Почнуваме сега со студискиот дел. Во студиото веќе е Стојан Мишев од Сдруженијето ЕСЕ. Ше ви благодарам што прифативте мојата покана да зборуваме за оваа чувствителна тема, би ја рекол, и со оној последен случај на семејно насилство, каде во Карпаш животот го загубија мајката и незината 6-годишна керка. Вчера можевме да видиме по скопските улици. 8-мартовскиот марш беше посветен толкова против насилството врз жените со мотото "Нема да не снема". Поверете со уводни зборови. Ви благодарам за поканата. Се надеваме дека реакциите кои ги имаме по повод последниот трагичен случај, како што рековте, во кој животот го загубија млада жена и нејзината 6-годишна ќерка. Меѓутоа и другите случаи со трагични последици, збориме за случај на семејно насилство, почнувајќи од месец септември во Велес, потоа во Шутово-Оризари, па сега за жал и во Скопје, дека ќе бидат поти конечно за да се сменат работите на подобро во оваа држава. Затоа што оно што сакам да го напоменам на почетокот од денешната емисија е дека семејното насилство кај нас е законски регулирано или формално правно системот за заштита постои уште од 2004 година. И сметаме дека периодот од 20 и повеќе години е сосем повеќе од доволен за денес да зборуваме за ефективна заштита на жените што претрпеле семејно насилство, а не да мораме да ги нагласуваме истите системски слабости кои што постојат во еден навистина долг период повеќе од 20 години. Како организација повеќе од 30, скоро 30 години работиме на ова поле, на подобрување на состојбите со семејното насилство во државата. Значи, Сдружение ЕСЕ постои од 95 година. Обезбедуваме нашиот пристап на ова поле двострано. Од една страна обезбедуваме континуирано директна поддршка за жените што претрпеле семејно насилство во форма на правни совети и психолошко советување, значи стручна правна помош за не само во постапките за заштита од семејно насилство, граѓанската и кривичната, меѓутоа и во постапките кои значат решавање на нивните секојдневни проблеми, а се поврзани со насилството, тоа се разводот на бракот, старателството, издршката за децата, надомесна штета, делба на имот и сите други постапки кои ги водат дали судски, дали административни пред надлежните институции. Во исто време сме обезбедили и обезбедуваме голем придонес во она што значи формално правен одговор или институционален одговор кон семејното насилство, преку иницирање или наше учество во процесите на усвојување на закони, политики и стратегии, каде што на ниво на правна рамка сме придонеле во насока на унапредување на нашето законодавство со меѓународните стандарди на ова поле. Меѓутоа, исто така доста соработуваме и работиме на јакнење на капацитетите на практичарите од институциите од типот на полиција, центри за социјална работа, судови, здравствени установи, оние кои се вклучени практично во обезбедувањето на помош и поддршка за жените што претрпеле семејно насилство. Од тука, покрај индивидуалните напори како организација, застапуваме заедно и со други организации кои се дел од платформата за родова еднаквост. Пред неколку дена, минатата недела, имавме соопштение за јавност во кој што ги нагласивме клучните или критичните слабости кои што мора да бидат надминати за во идни да не се повторуваат случаи од ваков вид. Ја поддржуваме и 8-мартовскиот марш во кој што учествуваше или го иницираше платформата за родова еднаквост. И реков, се надевам дека овие наши реакции на индивидуално ниво и на групно ниво, нашите заеднички барања како граѓански организации ќе бидат земени во предвид и државата конечно ќе го промени досегашниот пристап кој воглавном е од декларативна природа, односно ние во последните 20 години имаме усвојување на политики, закони, стратегии кои регулираат оваа проблематика, меѓутоа без создавање на основните предуслови за нивно заживување во пракса. Што е проблемот тогаш? Имаме све на хартија, европеизиран закон, како што треба да биде, меѓутоа на терен се случува нешто друго. Вреди да се напомене дека има позитивни практики на постапување на ниво на институција во смисла на обезбедување на навремена и професионална помош и поддршка за жртвите, меѓутоа овие практики, да ги наречам, се повеќе за жал исклучок од што правило. Добро. Затоа што координацијата помеѓу институциите е слаба и често се одвива на ад хок основа. Нема одржливост во смисла, нема континуитет во ваквите практики по распределба или пензионирање на кадарот во овие институции. Меѓутоа, оно што постојано го нагласуваме како суштински недостаток и проблем од кој
кој впрочем е и основата или причината за овие системски слабости, е недоволната распределба на буџетски средства и човечки ресурси за справување со семејното наследство, затоа што станува збор за доста сериозен општествен проблем, за чие решавање е неопходно делување во повеќе приоритетни области. Каде се потребни повеќе средства? Во кој дел да се? Она што е приоритетно потребно е да се зајакнат напорите на полето на превенцијата на насилството, затоа што кај да нас не дојде веќе. Да, на ниво на правна рамка превенцијата е препознаена како приоритетна област, препознаено е дека сме слаби како држава во делот на спроведување на превентивни активности. Меѓутоа, кога зборуваме за превенција, за да биде појасно за јавноста, таа во суштина се организира на две нивоа. Едното е подигање на јавната свест или подобрување на разбирањето во јавноста за тоа што представува семејното наследство, какви форми на семејно наследство постојат покрај физичкото, психолошко, економско, сексуално, кои се специфичните потреби на оние што трпат наследство во домот, кои се и како да се користат законските механизми за заштита. Другото ниво е нивото на едукација на практичарите од институциите, правосудството, единиците на локална самоуправа на локално ниво, кои се вклучени во системот за заштита и кои што ја имаат директната комуникација и треба да обезбедат, помош и подршка за жените што претрпеле семејно наследство. Она што е неопходно е континуирана национална кампања во која ќе земат активно учество сите чинители на ова поле, значи владата и надлежните министерства и секој од својот законски мандат или домен на работа да информира јавноста со цел жените да добијат една сеопфатна слика кој е тој систем за заштита и подршка кој што постои и кај може да се обртат за и колку тоа ќе гарантира дека ќе заштити. Превенцијата на семејното наследство, особено овој дел подобрување на разбирањето кон општата јавност е потребно од аспект на зголемување на целокупната општествена подршка за жените што претрпеле семејно наследство, почнувајќи од најблиското обкружување на жените, односно од роднините, пријателите, заедницата во кое што живеат. Затоа што ние сме сведоци дека во нашата држава се уште се силни и постојат митови во врска со семејното наследство, кои што невозможуваат заштита и подршка во смисла дека доволно е да го напушти насилникот и насилството ќе престане, дека добро е да се остане во една населна врска за доброто на децата, дека што ми се повторува на жената, веројатно таа самата си го барала. Ова се невистини во врска со семејното наследство, со тенденција да префрлат дел од вината на самите жртви, а да ги ослободат од вина сторителите на семејното наследство. Семејното наследство представува еден сериозен општествен проблем. И тоа е гледишта на центрите, на кого? Не на центрите. Ова е на ниво на општа јавност, ваквите верувања се се уште застапени. На ниво на постапување на практичари има недоволно разбирање. Тоа се должи на тоа што за жал се уште не е спроведена задолжителната почетна и континуирана едукација, односно во пракса дел од практичарите кои работат на оваа проблематика и кои имаат директен контакт со жртвите, за жал се уште немаат поминато ни основна обука. Кога збориме за обука за да биде појасно за практичарите, таа треба да придонесе на две нивоа. Од една страна треба да станат посензитивни кон семејното наследство, во смисла да го препознаат семејното наследство, одделните форми на семејното наследство, да бидат свесни за потребите на жртвите, за циклусот и динамиката на насилството. Во пракса се случува дел од практичарите да се фрустрираат кога ќе ги предочат сите механизми за заштита, жртвата не превзема действија, да се разочарани ако го сработат целиот случај, подготват се и во текот на постапката жртвата се откаже, се повлече од веќе иницирани постапки пред судовите или пред административни пред самите центри за социјална работа. Или се сомневаат во вистинитоста на тоа што го говори жената. Во смисла дали е се баш така, дали е вистина она што го зборува, и овие верувања кај нив, овие ставови се во суштина на резултат на таа потреба, на резултат на недоволното разбирање на природата, затоа што семејното наследство по природа е наследство кое што се повторува и вообичаено е жената да го пријави, да се откаже од текот на судските постапки, меѓутоа системот треба да биде тука да ја заштити и да ја поддржи. На ниво на законски механизми за заштита веќе зборуваме. Тоа се постапката за изрекување на привремени мерки за заштита, мерки од типот да му забранат да се приближува, да контактира, да се заканува дека ќе врши насилство. Овие мерки се насочени да обезбедат итна заштита во смисла да спречат повторување на насилството. Дел од привремените мерки за заштита во суштина се насочени кон надоместување на последиците од самото семејно насилство, во смисла задолжително издржување на семејството, надоместување на медицинските и другите трошоци кои настанале како
како резултат на семејното насилство, негово задолжување да посетува советувалиште за сторители на семејно насилство, отстранување на сторителите од домот, меѓутоа за разлика колку може тоа да биде реално да се почитува таа мерка, да се внимава на насилникот? Во пракса би требало со правилна примена на овој механизам на привремените мерки за заштита на долг рок да се постигне намалување на стапката на насилство во општеството, бидејќи тие сепак делуваат превентивно. Во овој случај со изрекување на мерки од ваков вид, она што се случува во ситуација, што треба да се случува во ситуација кога тие мерки не се почитуваат, тогаш повикување на кривична одговорност на сторителите. Мерките не ја исклучуваат кривичната одговорност во предметите кај што има кривични дела како резултат на семејно насилство. Другиот механизам е кривичната постапка за сторени кривични дела, забранети се казнуваат и физичко, и психолошко, и економско, и сексуално насилство и се предвидени построги затворски казни во споредба со основните кривични дела во чии рамки се регулирани кривичните дела во врска со семејното насилство, меѓутоа има системски слабости на ниво на и граѓанската постапка за привремени мерки за заштита и кривичната постапка. Впрочем, она што е потребно да се подобри на ниво на систем за заштита е олеснување на постапката за пријавување на семејното насилство во центрите за социјална работа и полицијата како двете влезни точки или надлежни институции за пријавување на насилството. Она што е потребно да се посвети особено внимание, а е дел од едукацијата на практичарите, е препознавање на сите форми, не само на физичкото, психолошко, економско, сексуално насилство, да се обезбедат просторните, затоа реков, многу работи зависат од ресурсите кои што ги вложува државата. Инвестирањето во превенција ќе овозможи намалување на стапката, а на ниво на интервенција потребно е зајакнување на финансиски, човечки, просторни, технички ресурси во овој институција. Најпрво неопходно е кога ќе пријави една жена насилство во центар за социјална работа или во полиција да има можност да оствари индивидуален разговор каде што ќе сведочи за претрпеното насилство во посебна просторија. Со социјална работа? Да. Поставам. Стручни лица во центар за социјална работа, тоа се педагози, психолози, социјални работници, сите овие профили стручни се вклучени во обезбедувањето на помош и подршка. Обврските на центар за социјална работа има една централна поставеност во целокупниот тој систем за заштита и подршка, затоа што во исто време пред центар за социјална работа жените ги решаваат и поврзаните правни проблеми од типот старателство за развод на брак, старателство за децата, и овој центарот е вклучен во овие постапки и има изразена улога и од тука е неопходно јакнење на нивните капацитети сеопфатно, да има поголема координација помеѓу службите внатре во центар за социјална работа, во смисла луѓето кои работат на семејно насилство редовно да разменуваат информации со нивните колеги, колешки од службата за брак и семејство. Оно што треба да се обрне внимание да не се случи погрешна класификација на пријавен предмет на семејно насилство како нарушени брачни односи, затоа што во случај на нарушени брачни односи се применува комплетно различна методологија која во суштина придонесува за дополнително виктимизирање на жените, затоа што тие се повикуваат исто така на одговорност во насока на зачувување на бракот и семејството. Има многу специфични проблеми кои невозможуваат. Понатаму е да се прекине практика, затоа што и тоа е забележано, на условување на помошта и поддршката со препраќање на жртвата да пријави насилство во полиција или да води одредена постапка. Не треба да се случи кога една жена ќе пријави семејно насилство во центар за социјална работа да биде упатена прво да се обрати во полиција, потоа да се врати во центарот. И не треба да се инсистира дека за да биде она евидентирана како жртва на семејно насилство, можеби дел од овие практики се ограничени и се случуваат, односно се применети од мал дел од овие институции, меѓутоа во секој случај треба да бидат прекинати овие практики во смисла на водење постапка за привремени мерки за заштита. Да нема толку администрација, бирократски процедури, така? Свесни сме дека практичарите од овие институции, да се вратиме на полиција. Во полиција ситуацијата е покомплексна затоа што за разлика од центар за социјална работа каде што ограничен е бројот на луѓе кои што ќе имаат контакт со жртвата, во полиција по пријавување на насилството тој број на практичари, односно на униформирана полиција и полициски инспектори е многу поголем, затоа што практично во полиција многу луѓе, многу од вработените може да дојдат во контакт со жртвите на семејно насилство и треба да се направат напори за зголемување на опфатот со едукација на овие практичари. Од аспект на административни, од нивни обврски, како што рековте, и двете институции имат обврска за подготовка на проценка на ризик во случаите на семејно насилство. Ова е еден од клучните аспекти каде што треба да се обрати внимание.
постоечката законска рамка не предвидува воспоставување на соработка помеѓу ЦСР и полиција во рана фаза на проценка на ризик, нема таква изречита законска обврска, во пракса се покажало дека тоа е потребно. И од аспект жртвата да не мора два пати да сведочи за ризик, за да се прави проценка на ризик пред двете институции, и од аспект ефективно да се одговори кога има ризик, од аспект на проценка на ризик исто така треба да се предвидат законски измени за информирање задолжително на обвинителствата и кривичните судови, затоа што и обвинителството има во своја надлежност мерки кои што може да бидат применети во насока на заштита на жртвите кои се наоѓаат во ситуација на ризик, вклучително и притвор за сторителите на семејно насилство. Што треба да направи Центарот за социјални работи прво кога ќе добие повик дека има негде се случува семејно насилство? Кои се обврските? Што прво треба да го направи е во рок од 12 часа веднаш по пријавување на насилството да седне да оствари таков индивидуален разговор, да кажеме, со жртвата на семејно насилство, да направи проценка на ризик. Проценката на ризик која се спроведува од страна на Центарот за социјална работа, тоа се ги имаат готови образци и прашалници кои што во суштина штиклираат податоци за историјата на насилството, околностите под кои се случило насилството и се утврдува се до моментот сите тие податоци кои што дали поседува оружје, каков вид на насилство претрпела жртвата, тие податоци треба да има возможност да стекнат слика за кој е ризикот од повторување на насилството во конкретниот случај. Меѓутоа, од аспект на Центар за социјална работа, алатката за проценка на ризик во исто време треба да биде основа за понатамошно идентификување на сите други специфични потреби на жртвата, од аспект дали има потреба од правна помош, психолошко советување, економско заекнување, бидејќи врз основа на тие податоци кои што ќе ги приберат при тој првичен разговор, тие во рок од 12 часа под закон треба да направат проценка на ризик и да овозможат услови за вклучување на жртвата во целокупниот систем за заштита и поддршка. Потреба да се извлече од дома, да не биде во дома, така? Па во случаите каде што е утврдено постоење на ризик од повторување на насилството, заедно се формираат мултисекторски стручни тимови, каде што влегуваат представници од полиција, здравствени установи на локално ниво, и каде што тие во суштина треба да направат еден заеднички план за безбедност, кој ќе ги вклучи сите потребни мерки за справување со ризикот од повторување на насилството во жртвата и членовите на незиното семејство. Во оваа насока полициските службеници применуваат, може да ги применуваат и општите полициски овластувања кои се дел од законот за полиција во насока на обезбедување на сигурноста на жртвата, незините деца, незините блиски, родителите доколку е засолнета кај нив. А тука исто така се планира поднесувањето на предлог за изрекување на привремени мерки за заштита. Привремени мерки се овие што ги спомнавме претходно. Полицијата има исклучива надлежност за обезбедување на итна заштита без одржување на судско рочиште, преку спроведување на итната мерка за заштита, отстранување од домот и забрана за приближување. Може да се каже каде потврли Центарот за социјални работи во последниот случај? Не само во овој последен случај. Сметаме дека покрај индивидуалната одговорност треба да бидат адресирани сите системски слабости и специфични бариери на ниво на целокупен систем за заштита, вклучително и на ниво на постапување на центрите за социјална работа, за да се осигураме како држава дека ваквите случаи нема да ни се повторуваат во иднина. Ова пред малку што зборувавме како треба да изгледа постапката за заштита на жените што претрпеле. Како треба да изгледа. Она што се случува во пракса, еве се да направиме веднаш споредба, по пријавувањето на насилството се случува, особено доколку не станува збор за физичко насилство кое што е очигледно и кај што се видливи повредите, се случува тоа да не биде препознаено во рок од 12 часа законскиот рок за постапување на центрите за социјална работа. Особено психолошко насилство, помалку се препознаваат, економското насилство, уште помалку сексуалното насилство, да не биде препознаено и во тој случај се губи драгоцено време. Непрепознавањето на насилството значи дека тие нема да успеат во рок од 12 часа да направат соодветна проценка на ризик и да ги утврдат сите специфични потреби на таа жена, и тоа значи дека таа жена нема да биде вклучена навремено во системот за заштита, вклучително изрекување на привремени мерки за заштита, итна заштита. Психолозите не го препознаваат ова? Па одделни форми физичко насилство. Па еве, да ги погледнете и на ниво на кривични дела во врска со семејно насилство, ќе видите дека поголемиот дел се
за телесна повреда најголемиот дел од случаите, физичко насилство, иако е застапено повторо е загрозувањето на сигурноста кое што регулира психолошката форма на семејното насилство. Меѓутоа, кривичното дело присилба и противправно лишување од слобода, како две други кривични дела кои го обработуваат, регулираат психолошкото насилство, многу малку се иницираат, се водат вакви постапки во пракса. Тоа не се должи само на непрепознавање од страна на полицијата, бидејќи се збориме за кривични дела, туку и на ниво на јавни обвинителства потребно јакне и на нивните капацитети, затоа што подоцоците покажуваат дека оние пријави кои за оваквите кривични дела кои ги поднела полиција, најчесто се отфрлаат од страна на основното јавно обвинителство поради непостоење на елементи на кривично дело. Она што се случува, да се вратам на ниво на Центар за социјална работа, покрај непрепознавањето. Прво, нема во сите центри за социјална работа просторни можности за остварување на индивидуален разговор со жртвата. Станува збор за разговор кај што една жена треба да се земе предвид дека после долги години на трпење на семејно насилство се охрабрила и осудила да излезе од дома и да го пријави насилството во институциите. Таа жена не е сигурна на каков вид на помош и поддршка ќе најде, а во исто време треба да сведочи за сите травми кои што ги преживеала. И во пракса се случува да нема просторни услови, во смисла да треба да седне во една просторија кај што има повеќе вработени во Центар за социјална работа. Друга мерка за заштита од ревиктимизација е мерката нема просторија, ја кажам посебна просторија. И тоа влијае на квалитетот на тој разговор. А од прибирањето на тие првични информации се клучни за да се соберат сите околности, факти за случајот, за да може Центар за социјална работа да планира и да превземе соодветни дејства, вклучително и упатување на жртвите во понатаму во мерки, во услуги за помош и поддршка, да им помогне да остварат право на бесплатна правна помош, да ги упати да остварат здравствена заштита, значи тоа е поврзано. Добро. Поднатаму се случува да мора една жена да повеќе пати да сведочи за претрпеното насилство. И тоа повеќе пати на ниво на една институција, па после ќе оди во полиција и таму ќе сведочи повторно, а во законот е предвидено дека најмногу 2 пати во текот на постапката треба да биде ограничено давањето на изјава од страна на жените. Ова е нешто што повторно не се случува во пракса. Друго нешто во насока на нивна заштита, еве мерки за заштита од ревиктимизација, користење на аудио или видео техника за да се снима нејзиното сведочење, да не мора да сведочи повеќе пати, меѓутоа поради ограничени ресурси технички, ова исто така не се случува. Практично за диктафон зборуваме. За снимање, аудио, меѓутоа не е толку. Тоа не е некоја инвестиција. Не само на резултат на техничка, меѓутоа се соочуваат и со толку елементарни недостатоци на ниво, мислам, овие институции. Има такви недостатоци во смисла дека повеќе луѓе треба да работат на еден компјутер, немаат потребната опрема која што би потребна. Затоа апелираме до државата во последните години, многу често и како и во оваа емисија почнуваме со тоа. За да повикуваме некого на индивидуална одговорност, да, меѓутоа треба да бидат создадени сите услови за да може да се исполнат законските обврски од страна на овие институции. Она што нас не загрижува, да се вратам на ниво на Центар за социјална работа, е погрешната класификација, спомнав претходно, третирање на овие случаи како случаи на нарушени брачни односи. Станува збор за случаи на семејно насилство, затоа што Центар за социјална работа во исто време постапува и по закон за семејство, каде што главен интерес е заштита на бракот, семејството и децата. И од тој аспект може да се и по пракса се случува еден случај да биде препознат како нарушени брачни односи и жртвата заедно со сторителите да бидат праќани на посетување на советувалишта во насока на јакни и на нивни родителски вештини. Во таа ситуација таа жена ќе нема пристап до мерки за заштита како жртва на семејно насилство, правна помош, психолошка поддршка. Ќе нема пристап затоа што практично случајот не се третира така и има друг пат во случај кога се третира како нарушени. Таму се што се превземе во насока на зачувување на бракот, да ги смират. А овде е примерно заштитата на самите жртви, да ги смират, да. А овде е примерно да се обезбеди нејзина заштита. И колкав дел од, да ве прекинам само за кратко, од случаите, колкав процент завршуваат со среќна приказна на крај, со среќен крај? Колку ги се смируваат ли? Како да кажам, во делот ние немаме точни податоци. Малку е карактеристично што се подразбира под среќен крај во овие случаи, земајќи предвид самата природа. Сите неразбирања се надмина што се вели на оваа проблематика. Она што е суштински потребно на една жена е да има пристап, значи покрај овие проблеми за кои што до сега зборувавме, за да може, не знам колку ќе биде искрено скреќен тој крај, меѓутоа за да можеш да продолжи самостојно со својот живот и да обезбеди соодветни услови за своите деца по напуштањето на насилната заедница, по развод или разделба, неопходно е да бидат решени екзистенцијалните проблеми. Добар дел од нив се од економска природа.
фактично по напуштањето на населната заедница, жените се оставени самите на себе и се наоѓаат во една неповолна финансиска состојба, покрај директната поддршка што ја обезбедуваме, редовно ги консултираме. Во последните години анализираме неколку аспекти кои се поврзани со економските последици и генерално со финансиската положба на жените. Тоа е дека жените се соочуваат со многу големи трошоци како резултат на семејното наследство во смисла на изгубена работа, намалени приходи. Нашите податоци покажуваат дека 80% од жените им било забрането да работат додека биле во брак или во заедница. 40% од нив некаде се покориле на оваа забрана. Останатата половина работела иако и било забрането. Дел од нив губат приходи, оние што се вработени поради чести отсуства, имат намалена продуктивност, не можат ефективно да одговорат на работните обврски задачи, имаат зголемени здравствени трошоци врзани со промена на место на живење. Друг проблем представува издршката на децата, особено во период на транзиција. Знаете, децата вообичаено следат мајката и во тој период таа жена не добива финансиски средства од другиот родител. На ниво на постапка за определување на издршка, од една страна висината на издршката не е во реално согласно потребите на децата, а од друга страна оние жени за кои што била досудена издршка, 70% од нив не ја добиваат навремено, не ја добиваат целосно или воопшто не ја добиваат издршката, немаат ефективни механизми за да се наплати издршката, застапуваме дека државата треба да го реши овој проблем преку надоместување. Немаат можност да ги водат ефективно судските постапки, бидејќи повторно им се потребни пари, за судските такси можеби не се толку високи, тоа можат да си го дозволат, нашите податоци покажуваат. Меѓутоа трошоците други во постапката, вклучително трошоци за вештачење, се случува да бидат задолжени да надоместат привремен застапник, адвокат на спортивната страна кога сторителот е отсутен. Тие трошоци ги погодуваат и во пракса жените ги водат оние постапки кои што ги сметаат за нужни од типот на развод, старателство и издршка, а не многу помалку ги водат или се откажуваат од постапките за надоместна штета и поделба на имот, кои во суштина на долг рок можат да придонесат за подобрување на нивната економска состојба. Затоа, она што е екзистенцијално потребно нив им е пристап до бесплатна правна помош, секундарна правна помош, односно тоа е адвокатско застапување, покривање на сите можни судски трошоци не само во постапката за изрекување на привремени мерки за заштита, но туку и во сите постапки кои што ги напоменавме, кои што ги водат жените, непречен пристап до бесплатна здравствена заштита за да можат да закрепнат од претрпените повреди, пристап до сите потребни услуги, психолошко советување, згрижување, здравствена заштита, кои што во суштина добар дел традиционално е над грбот на граѓанските организации. Во овој дел е потребно проширување на мрежата на специјализирани услуги, преку зголемување на поддршката од страна на државата за граѓанските организации и на крај решавање на проблемот со домувањето на долгорочно ниво или долгорочното домување. Ограничен е пристапот на жените до овие советувалишта, односно бројот на жени кои ги користат ваков вид на услуги е помал споредбено со бројот на жртви кои имаат реално потреба. Имаме неравномерен. Основна причина е за тоа што нема доволно ресурси, пак ќе кажам, меѓутоа еве за да бидеме и поспецифични. Колку издвојува државата? Државата ги немам сега точните бројки, меѓутоа можам да кажам од аспект на колку покрива од она што го работат граѓанските организации, бидејќи државата издвојува дел од средствата. Станува збор за лиценцирани услуги, кои што се покриени или надоместени преку Министерството за социјална политика, демографија и млади, во делот на психолошко советување, згрижување, СОС линиите, практично информирањето. На ниво на Министерство за правда тоа се здруженијата кои се овластени даватели на бесплатна правна помош, тие исто добиваат, меѓутоа тоа се незначителни средства, ако збориме за овие што ја даваат. На ниво на Министерство за здравство се здравствените услуги, така е системот, така е распределен системот. Меѓутоа парите се недоволни од аспект дека прво тие пари не ги задоволуваат ни потребите на самите услуги. Треба да земеме во предвид дека кога станува збор за граѓанска организација, покрај тоа што ние како граѓанска организација традиционално обезбедуваме директни услуги, еве Сдружение ЕСЕ нудиме правна помош и психолошко советување, граѓанските организации во исто време континуирано ја следат, ги работат сите работи кои со суштина се во мандат на самата држава. Континуирано ја следиме состојбата на ова поле, даваме наш придонес во процес на донесување на одлуки, во смисла активно сме вклучени во сите работни групи, даваме писмени предлози за подобрување на правната рамка. Работиме со практичарите од надлежните институции во смисла на заекнување на нивните капацитети за да одговорат на потребите на жените.
континуирано спроведуваме истражување и анализи, известуваме на меѓународно ниво до истите меѓународни тела кај што нашата држава поднесува извештаи, значи кај што известува Македонија за не само во однос на насилство врз жените, туку за прашања поврзани генерално со еднаквост на жените, тоа е Комитетот за елиминирање на дискриминација при Обединените нации, Гревио телото за следење на спроведување на Истанбулската конвенција на ниво на Совет на Европа, поднесуваме паралелни извештаи кои што во суштина дават пореална слика за состојбите во државата и овие меѓународни тела ги користат нашите извештаи за укажување или давање на препораки до државата за кои аспекти треба да бидат подобрени. Работиме активно на превенцијата, можеби околу 10% она што го покрива државата е од вкупниот буџет на граѓанските организации. Државата покрива дури и она што го покрива на ниво на услуги кои што се обезбедуваат, се случува државата да покрива само дел од услугите, односно онаа услуга која што е лиценцирана. Може да се случи колешки од други граѓански организации да им биде покриен делот со психолошко советување како лиценцирана услуга, меѓутоа тие колешки во исто време обезбедуваат и правна помош, обезбедуваат и упатување и придружување на жртвите, информирање, згрижување дел од нив и да бидат тие останати сегменти да не бидат покриени. Она што отсуствува во досегашниот пристап е поголема институционална подршка на граѓанските организации во смисла подршка за целокупното работење. Во смисла што подршка. конкретно треба? Па еве, поддршка? покрај финансиска подршка од страна на државата и вклучување на граѓанските организации, суштинско вклучување во сите процеси на носење на системски закони, не само закони од областа стриктно кои го регулираат насилството врз жени и семејно насилство, меѓутоа и системските закони од типот за закон за работни односи, закон за здравствена заштита, закон за образование, затоа што конкретни специфични прашања, вклучително и овие кои значат системско решавање на проблемите на жените од пристап до правна помош, здравствена заштита, вработување, економско јакнење, долгорочно домување, треба да бидат решени во овие системски закони и затоа треба да бидеме вклучени како граѓански организации на ниво да се најдат механизми за наше задолжително вклучување на ова ниво, меѓутоа и да се осигурат механизми кои ќе осигураат дека придонесот кој го даваме на крај е дел од усвоените закони политики дека има и резултати и дека ова наше застапување конечно ќе вроди со плод, почнувајќи свесни сме кога станува збор за комплексен општествен проблем, меѓутоа 20 и повеќе години ние зборуваме за истите системски слабости и сметаме, еве, како поттик може да биде искористено, имаме предстои процес на усвојување на нова 8 годишна национална стратегија за периодот 26-33 година. Периодот од 8 години е сосема доволен за државата прогресивно да почне со распределбата на потребните буџетски средства. Фактички станува збор за доследна примена, бидејќи веќе го имат на ниво на законска обврска од 2021 дека треба да... Кога треба да се носи тој план? Планот треба сега, во првата половина од оваа година да биде националната стратегија усвоена, вклучително и првиот акционен план за периодот 2026-2029 година. Сите овие проблеми и потреби за кои што дискутиравме во денешната емисија се инкорпорирани во таа стратегија, бидејќи активно учествуваме како представници на граѓанските организации. Она што се надеваме дека ќе го видиме прво да бидат усвоени, да бидат опфатени сите овие мерки и сите други потребни мерки. Меѓутоа, конечно, например, првиот акционен план да видиме дека е соодветно буџетиран. Тоа може да биде со постепено прогресивно, земајќи го правите ограничениот пристап на ресурси, меѓутоа од година во година може да се направи едно прогресивно зголемување на ресурсите, прогресивно постепено вклучување во едукација на сите практичари, за да се осигуриме дека во период од 2 години од сега натаму, еве дека сите оние кои што имаат директен или индиректен контакт со жртвите ќе имаат поминато барем основна обука и да се интензивира во сите слабости кои што ги и приоритети кои што ги наведовме претходно, вклучително и системско решавање на овие екзистенцијалните, здравствена заштита, домување, вработување на правна помош за жените, за да можеме тогаш да зборуваме за ефективно не само заштита од трпење на насилство, меѓутоа заштита и подршка за да може да продолжат непречено со својот живот. Претпоставувам дека е индивидуално, но има ли некаква временска рамка колку време на една жртва по неколку сеанси или разговори со стручни лица и треба да се рехабилитира? Процесот на закрепнување трае многу повеќе од тоа што е потребно во суштина, затоа што кај нас имаме и одолговлекување на самите постапки кои што ги водат жените. Може да се случи и по, година, 2, 3 по завршување по напуштање на бракот
или разделбата, се уште да не се решени проблемите со старателство, издршката за децата. Секое соочување повторно со насилникот значи травматизирање дополнително за жените. Добар дел од нив не ни користат механизми, например, не барат зголемување на издршка, не иницират дополнителни постапки како што се подолба на имот, надомесна штета, првенствено поради недостаток на финансиски средства, но и поради тоа што имаат се уште страф од сторителите на семејно насилство и не сакаат да се соочуваат со нив во овие постапки. Се изначитавме сега дека насилникот знае да дури да удри во полициска станица, да вика по службени лица, тоа се случува за жал во пракса и затоа мора итно да се одговори како да кажам, конечно да се превземат суштински мерки за да се подобрат состојбите. Од одговлекувањето на последното кога го носеа сега сопругот на последната жртва дури се смееше пред камерите. Како да ви кажам, се тоа е резултат на ова што еве 20 и повеќе години ние како држава не успеавме да ги решиме ни овие суштинските работи кои што треба да бидат решени. Она што е ваквиот вид на случај од 2019 година наваму жената пријавувала и не била заштитени, треба да биде конечно поттик дека ова не смее веќе да се повтори дека веќе не треба да гледаме случаи од ваков вид, вклучително и вакво однесување за кој што сега го споделивте. Значи 7 години таа жена трпела насилство, го пријавувала насилство, меѓутоа не било ефективно одговорено. Има повеќе информации во смисла дека низ овој случај излегува на видели на сите системски пропусти, затоа што се види дека имало од полиција поднесувано повеќе кривични пријави, меѓутоа мал дел од нив биле процесуирани понатаму од страна на обвинителството. Дел се должи на повлекување на жртвата, меѓутоа дури кога се повлекува една жена, тоа може повторно да биде поради страф. Не можеме ние да доведеме во ситуација. Која е причината прва кога го повлекуваат? Кај нас сите кривични дела во врска со семејно насилство се гонат по службена должност, значи од 2004 наваму, вклучително и делот од телесна повреда. Меѓутоа кривичното дело телесна повреда е најзастапеното дело во пракса и таму кривичното гонење е условено со согласност од страна на самата жртва. Тоа остава предлог од страна на жртвата. И тоа остава простор за жената да се откаже во текот на постапката. Тоа може да се случи по пријавувањето уште во полиција, да не даде согласност за гонење кривично на ова кривично дело. Во тој случај предметот ќе се го евидентира како поплака. На почетокот споменавте дека повеќе од 15 случаи на семејно насилство се пријавуваат дневно во последните години во полиција. Најголемиот дел, над 80% се евидентирани како поплаки и тоа е несоодветен механизам да се одговори во смисла дека освен опомената нема друга механизам како да се влијае врз насилното однесување на тие луѓе, на сторителите. И понатаму може да се откаже во текот на постапката пред обвинителство. Многу зависи како комуницираат овие практичари со истото, како е предочено во смисла дали е охрабрена да продолжи со постапката или е обесхрабрена па се откажува жената, може да го повлече да исказа да ја повлече изјавата и во текот на постапката нели пред самиот суд. Она што е важно да се разбере кога зборуваме за семејното насилство дека дури во случаите кога има еве да кажеме телесна повреда, кај што е условено кривичното гонење со согласност од жртвата, многу вообичаено во пракса го има и психолошкото насилство. Значи, а психолошкото насилство, кривичните дела кои го регулираат психолошкото насилство не се условени со давање на согласност од страна на самата жртва. И по службена должност тука се постапува. Да. Значи таму жената не се прашува. Едно од овие дела е загрозување на сигурноста и таму состојбите се подобри од аспект на ако гледаме бројчано колку вакви постапки се процесуираат од страна на обвинителство и од страна на полиција и обвинителство. Меѓутоа, другите две кривични дела што ги спомнав на почеток, присилба во суштина регулира ситуација кога жртвата е приморана да не направи нешто што би сакала да го направи или да направи нешто спротивно на нејзината волја од сторителите на семејно насилство. Во овие ситуации го вклучуваат и економското насилство, односно кога сторителот ја присилува жртвата да располага со нејзините финансиски средства, меѓутоа во пракса овие кривични дела помалку се препознаени. Дури и оние кои што се иницирани на ниво на полиција, понатаму видовме дека се отфрлаат на ниво на јавно обвинителство, најчесто поради непостоење на елементи на кривично дело. Ваквото постапување од страна на јавното обвинителство делува обесхрабрувачки и кон самата полиција,
Впрочем, она што треба да се подобри е соработката помеѓу обвинителство и полиција во рана фаза на истрага, кога се прибираат доказите, за соодветно да се класифицираат, документираат доказите и да се процесуираат овие предмети, затоа што кога еднаш ќе го отфрли овој предмет обвинителот, прашање е дали следниот пат, доколку се падне кај ист полициски службеник, повторно ќе подготвува и ќе документира кривична пријава за ова кривично дело, земајќи предвид со што се соочил во претходното искуство. И овде треба многу проактивно вклучување на основните јавни обвинителства во процесуирањето не само на ова кривично дело, туку и во процесуирањето на кривичното дело непочитување на судска одлука, а кој во суштина ја регулира ситуацијата кога сторителите не ги почитуваат изречените привремени мерки за заштита од страна на основните граѓански судови. Значи, во таква една ситуација, тие луѓе треба да бидат повикани на кривична одговорност и да следи итно процесуирање на овие постапки од страна на јавното обвинителство. За жал, во пракса, основните јавни обвинителства не се така ажурни, се случува воопшто да не бидат водени овие постапки, според нашите сознанија кои што ги имаме и во комуникација, ќе речам, со жртви, но и во комуникација со практичари од полицијата и од центрите за социјална работа. Или да се одолговлекуваат, да останат во фиока и да не бидат навремено процесуирани, и од тој аспект е потребно на ниво на јавно обвинителство тоа. Ако зборуваме за ефективна казнена политика, потребно е на ниво на кривичен суд, како последниот актер во кривичната постапка, изрекување соодветно на предвидените казни за сторителите на семејно насилство, предвидени се затворски казни, особено за оние сторители кои го повторуваат на насилството. Благи се казните? Па иако над 80% од пресудите во овие предмети се осудителни, кога ќе погледнеме во нивната природа, воглавном се условни осуди. Преку условни осуди и парични казни, ние не можеме да очекуваме дека таа казна ќе действува, ќе биде исполнета целта на казнувањето, а тоа е да од една страна да се делува кон конкретниот сторител на семејно насилство, а да има и општо превентивно влијание кон целокупната јавност и другите потенцијални сторители да не вршат насилство во иднина. Фактички, при изрекување на условни осуди, ние сме соочени со една ситуација кај што не може да влијаат кон самите сторители за кои биле изречени овие осуди, а не можеме да очекуваме дека ќе има некакво пошироко влијание таквите казни. Потребно е да се интензивираат форуми на ниво на основни кривични судови, меѓутоа и на ниво на апелациони судови. Форуми, исто така заеднички форуми со обвинителство и полиција, со цел да се дискутираат сите овие аспекти во кривичната постапка, почнувајќи од пријавувањето во полиција, процесуирање, поднегнување на обвинение од страна на јавните обвинителства и примена на казнената политика од страна на судовите, за да се зголеми ефективноста на кривично-правниот систем за заштита. Која е најчестата возрастна граница кога ја имаат жртвите? На почеток на брак, негде на средина, во повозрастни години? Семејното насилство е сериозен општествен, можам да кажам за некои карактеристики, сериозен општествен проблем кои што ги засега различни возрастни групи. Истражувањата кои ги правиме со жените, вообичаено тоа се жени од 20 до 50 години, меѓутоа семејното насилство може да се појави и се јавува кај млади уште во врска, корените на семејното насилство. И од тука влијанието врз целокупното општество треба да почне од најрана возраст, во детските градинки, каде што треба да се промовира култура на ненасилство, почитување на различната ненасилно разрешување на конфликти помеѓу децата, бидејќи тоа еднаквост помеѓу момчињата и девојчињата, бидејќи тука е корените на семејното насилство. Она што е од аспект на возраст карактеристично е дека одредени традиционални ставови кои во суштина овозможуваат обстојување на семејното насилство од типот на добрата сопруга го почитува мислењето на мажот, иако не се согласува, треба да се однесува според неговото мислење, оправдување на насилство во ситуација доколку мажот не е задоволен од извршување на домашните обврски и друг ваков вид на ставови, во суштина се повеќе прифатени од жените кои се наоѓаат во повозрастните жени, помалку се прифаќаат од страна на жените на помлада возраст, меѓутоа се уште е рано да зборуваме за некаква суштинска разлика, затоа што реков, како што напоменав, неопходно е да се влие од најрана возраст и ова ќе биде еден долготраен процес. Затоа почнавме и нагласивме потребата за интензивирање
на превенцијата на насилството, бидејќи превенцијата на насилството треба да овозможи намалување на толеранцијата кон семејното насилство во нашето општество. Толеранција од сите, вклучително од блиските, од роднините, од пријателите, од комшиите, од заедницата во која што живеат овие жени. Со намалување на толеранција и изголемување на поддршка за жените, тие ќе бидат охрабрени да почесто да го пријавуваат, прво нема да го трпат и ќе бидат охрабрени да излегуваат од тие насилни заедници, да ги користат законските механизми за заштита, со целокупниот тој систем за заштита и поддршка и решавање на овие конкретно екзистенцијалните проблеми што кои се очуваат, треба да се заокружи цел тој систем на заштита и поддршка. Одредени групи на жени се наоѓаат во особено ранлива ситуација. Значи, жените кои живеат во рурални средини се непропорционално повеќе погодени од семејното насилство споредени со останатите. Жените припадници на етничките малцинства како што се албанките, ромките, турчинките и останатите исто така се повеќе погодени од семејното насилство. Дел од нив се соочуваат со зголемен, мислам, ограничен пристап до механизмите за заштита. Пријавуваат во добар процент? Па она што овие заедници помалку, на пример, ги видите вие судските постапки, ќе видите дека добар процент од нив во последниве години не, меѓутоа во периодот 2014 до 19 интензивно набљудувавме судски предмети од ваков вид. Многу е поголем пропорцијата на жени од градови кои што водат судски постапки, кривични и граѓански за заштита споредбено со жените кои живеат на село. Многу повеќе македонки споредбено со албанките, ромките и останатите. Жените со попреченост исто така се наоѓаат во особено ранлива ситуација. И се ако зборуваме за пристап од страна на државата, потребно е да се нагласи дека при промената и подобрувањето на досегашниот пристап, особено внимание треба да се обрне на потребите на овие жени кои се наоѓаат во поранлива ситуација споредбено со другите. Затоа рековме еден од недостатоците во смисла на пристап до услуги е неправилната рамномерна покриеност на ниво на држава, кај што жените кои живеат во село треба да се прво се соочуваат со дополнителни финансиски трошоци да стигнат до институциите во смисла на пари за пат, за понатаму се соочуваат со дополнителни бариери, затоа што во овие средини има повисока застапеност на патриархалните односи во семејството, значи на ние традиционални подели помеѓу мажите и жените. И тоа ги спречува да почесто да го пријавуваат и да бараат помош и поддршка заедно со сите други системски проблеми, затоа што не е доволно ние да кажеме има пријавете во полиција или пријавете во центар за социјална работа, кампања да оди на национални телевизии и да ја сведеме на ниво на ова ниво. Имате право на бесплатна правна помош, имате право на бесплатна здравствена заштита, не. Па вие мислите мапост. Луѓето треба да знаат како треба да го пријават, што да очекуваат во тие институции. И дали ќе бидат сигурни. Да се изнајде механизми, да се искористат алтернативни начини за комуникација, канали за комуникација со јавноста покрај традиционалните медиуми, особено за оние маргинализирани рурални средини, не знам, да се искористи на пример дистрибуирање на информативни материјали преку постоечки ланци на супермаркети, продавници, аптеки, достапност да се инсертираат, сме го барале тоа од владата, сме поднесували и писмени барања, да се инсертираат корисни информации во месечните сметки за струја, вода, за тоа што тие доаѓаат во секој домаќинство, па ќе може да се прочитаат информации, да се запознаат жените, да се искористат во услови на криза која беше здравствената 2020, баравме зајакнување на улогата, нели има локални кризни штабови, па тие, бидејќи тие имаат комуникацијата со луѓето да ги информираат, бидејќи тогаш имаше ризик и ескалираше во суштина семејното насилство за време на вонредната состојба и полициските часови кои што ги имавме во државата, кога жените беа приморани да седат дома, мислам сите бевме приморани, меѓутоа на нив повеќе се одрзи затоа што се зголеми ризикот од трпење на насилство кога се наоѓаш во домот. Што се случува со децата, ме интересира? Доколку се тие на мали години како последната жртва, 5-6 години, 4. Децата се секогаш жртви на... Какви трауми доживуваат тие? Децата се секогаш жртви. Дури кога не се директно жртва на семејно насилство, само да го гледа моментот е страшен. И дури да реков да не се директно жртва, сведочењето на насилството, таа комуникација негативно се одразува врз децата. Сега некои истражувања на глобално ниво покажуваат дека ако е момче има поголема веројатност да биде иден насилник да го прифати тој модел на однесување, доколку е девојка да го прифати моделот од мајката.
Последиците под нив се и Насилство од колено на колено се најрана префрлува. возраст во смисла на она што го начинот на однесување се манифестира во училиште, затоа е потребно да се зајакне и вклучувањето на образовните институции, бидејќи тие се тие кои што може да препознаат знаци на насилство кај децата и да алармираат. Во пракса се случува, има позитивни примери кај што откако увиделе кај дете дека постојат елементи или последици од претрпено насилство во смисла намалување на поведение, промена во однесување, се не зборуваме видливи повреди ако има, да, секако, меѓутоа и промена во начинот на однесување, да алармираат, да го информираат Центарот за социјална работа. Програми има за нив во центарот? Па Министерството за градинките се под Министерството за социјална политика, демографија и млади. И кога зборуваме за превенција од нивна страна, они имаат една многу одговорна улога како надлежно министерство, бидејќи треба да спојат, имат повеќе напори на повеќе полина на полето на превенција. Под нив се и советувалиштето за третман на сторители кои спаѓаат во делот на превенција. За нив има централна улога во системот на едукација на сите практичари, вклучително и одделот од останатите министерства, и имаат поставеност во практичари и обезбедувачите на специализирани услуги и едукација. И трето ниво во детските градинки. Значи Министерството за социјална политика, демографија и млади треба да воведе посебни програми за промовирање на ненасилна комуникација, почитување на различности, препознавање на различни форми на насилство. А ова е за превенција, меѓутоа ако е жртва детето, директно или ако е жртва детето има овие образовните институции, училиштата треба да го информираат повторно Центар за социјална работа, заштото Центар за социјална работа согласно Закон за деца, Закон за семејство има изразена улога во заштита на малолетните лица, односно на децата. Имат една широка, како да кажам, обем на надлежности кои што може да ги применат во овие случаи и затоа е потребно заекнување на нивните капацитети за бидејќи истовремено применуваат повеќе системски закони, и Закон за заштита на деца, и Закон за семејство, Закон за заштита и спречување од насилство врз жени и семејно насилство, применуваат различни методологии кои што треба да бидат обединети во една и кои што треба да дадат еден сеопфатен одговор. Во суштина, кога децата трпат насилство, неопходно е исто така вклучување на центрите како орган за старателство, вклучително и одземање на родителско право, како институт кој малку реално се применува имаме примери, меѓутоа малку се применува во пракса. Имаат изразена улога, особено е ранлива ситуацијата по разводот на брак, кога сите мислат дека е решен проблемот со насилството. Вообичаено на ниво на центарот односите со старателство ги работи тоа одделение или тој дел од Центар за социјална работа, тие стручни лица кои работат на старателство. Може да се случи тие да немаат сознание дека таа жена претходно трпела семејно насилство, а она што праксата го покажува искуството на самите жени е дека жените продолжуваат да бидат травматизирани по формалниот развод на бракот при организирањето на видувањето на децата со другиот родител. Средбите со другиот родител се искористени дополнително трпат психолошко насилство, дали директно тие или преку децата, каде што повторно децата се жртви. На ниво на индивидуално постапување ваквиот вид на случаи се идентификувани од страна на Заводот за социјални дејности како институција која врши надзор над работата на центрите за социјална работа. И Заводот за социјални дејности, доколку ги погледнете годишните известија на оваа институција, алармира дека на ниво на центри за социјална работа треба да се посвети особено внимание како постапуваат во случаите каде што има семејно насилство и каде што се присутни и деца, од аспект дека се детектирани овие проблеми. Меѓутоа недостаток представува и она што баравме исто така да биде решено е општа примена на овие препораки кои што ги дава Заводот за социјални дејности, бидејќи согласно сега постојната законска рамка, тие се сведени на препораки на индивидуално ниво. Односно, тие биле да извршат надзор во конкретен центар за социјална работа, да речеме ако биле во центар за социјална работа во Карпош, детектирале одредени недостатоци, тие се однесуваат на центар за социјална работа во Карпош, меѓутоа за да не се повтори тоа несоодветно и штетно постапување и за да биде применето на пошироко ниво на национално од страна на сите центри за социјална работа, треба да има општа примена, односно да се осигураме дека и другите центри ќе сватат пораката и дека ќе бидат превземени мерки за да се спречи, пак ќе кажам, ваквото несоодветно, но и штетно постапување. Во оваа проблематика сте повеќе од 20 години. Каде бевме пред 20 години, каде сме сега или тапкаме во место? Како организација и како поединци кои добро рековте, повеќе од 20 години сме посветени и работиме на решавањето на проблемите со семејното насилство
во нашето општество, за нас е разочарувачки да зборуваме за истите системски слабости Се повторува, за кои што сме зборувале во периодот во 2004 година наваму. Значи, недоволната превенција на семејното насилство, отсуството на недостатокот на задолжителна едукација, недоволниот опфат на едуцирани практичари од институциите, неефективни механизми за заштита, слабата координација помеѓу институциите, благата казнена политика кон сторителите се прво имаме уште недостаток на систем за собирање на податоци, систем кој треба да возможи собирање на ниво на секоја институција, соодветен систем, споредба на податоците, размеѓа објавување на тие податоци за пријавените случаи за јавноста. Тој систем треба да представува основа за утврдување на трендови, требаше да представува основа за утврдување на трендови во смисла кај сме затаиле како држава, така да планирањето да биде засновано на докази и тоа изостанува. За жал, ние не се подобрени состојбите со системскиот пристап и постојат истите системски слабости, значи веќе 22 години, откако е законски регулирано семејното насилство. Имало позитивни практи, има позитивни практи на ниво на одделни институции од типот на полиција, центри за социјална работа, во одделни градови, работејќи со нив. Среќни сме кога ќе најдеме такви луѓе, кога ќе утврдиме позитивна практика. Бараме механизми таа да биде применета на пошироко ниво, меѓутоа нашите ресурси и можности се ограничени. Државата е таа, владата го има, е таа која што треба да има еден многу проактивен пристап кон решавањето на овој сериозен општествен проблем и владата треба да е таа која што ќе притисне на останатите министерства проактивно да се вклучат, меѓутоа прво да им ги обезбеди сите потребни ресурси за тие да можат да го спроведат својот дел од обврските. И поразително е како општество да имаме ваков случај кај што како последниот случај кај што животот го загубија жената и нејзината 6-годишна ќерка, претходните случаи на двојно убиство кај што животот го загуби жена жртва на семејно насилство и нејзиниот татко. Случајот во последните години имаме неколку убиства како резултат на семејното насилство. Иако стапката на 6 од почетокот на годинава. Така? Тие бројки се поразителни. И фактот дека 15 случаи дневно се пријавуваат во полиција, сметаме дека конечно треба да бидат поттик за преземање на суштински мерки за напуштање на досегашниот пристап од страна на државата. Добра почетна основа би било да го зголемиме нивото на самокритичност, да признаеме како држава дека ние 20 и повеќе години не успеавме да ги заштитиме оние на кои што е најпотребно, кои што трпат насилство во домот, во место кое што треба да бидат најсигурни и најбезбедни. Ама еве, сега ќе го промениме овој пристап со тоа што ќе ги превземеме овие суштински мерки. Да се посвети внимание, почнувајќи од најмикро ниво, почнувајќи од секоја поедина полициска станица, центар за социјална работа, основно јавно обвинителство, секој да превземе лична одговорност на институција, па се до највисоко ниво кај што бара стратешка координација и решавање на системските проблеми со кои што се соочуваат жените, а кои што се подеднакво значајни за нив за да може да продолжат самостојно со живот, долгорочното домување, пристапот до правна помош, да можат судски да ги решат сите правни проблеми со кои што се соочуваат, а тоа да не зависи од нивната волја и од нивните финансиски капацитети, да имат пристап до бесплатни здравствени услуги на национално ниво сите жени кои трпат семејно насилство, да го решат проблемот со издршката на детства во смисла досудување согласно потребите и ефективна наплата, надоместување од страна на државата во случаите кога таа не се плаќа од другите родители. И тогаш можеме да зборуваме за подобрување на состојбите. Знаеме дека како држава имаме ограничени ресурси, меѓутоа сметаме дека периодот од 20 и повеќе години е повеќе од доволен за конечно да се стави приоритет на ова прашање на исто ниво како што се става приоритет на политичка агенда на останатите прашања, кои што, пак ќе кажам, решавањето на тие други системски потреби е пропорционално многу повеќе финансиски средства се потребни ако го споредиме што е оно што треба државата да инвестира за да почне системски да ги подобрува состојбите со семејното насилство во државата
И иако свести сме за ограничените ресурси со кои располагаме за како држава, како граѓански организации и некои кои што долги години работиме на оваа проблематика и ги следиме состојбите, сметаме дека државата има доволно средства за да го направи тоа. Да издвои. Меѓутоа потребно е да се приоритизира на ниво на политичка волја, што ќе значи и приоритизирање на суштински мерки кои што ќе бидат инвестирани во прв ред и постепено во наредниот период од година во година. Јас се надевам дека следниот пат кога ќе ве викнем ќе разговараме за позитивни ефекти од новата платформа која што треба да биде за периодот што следи. Сега ќе морам да ви се заблагодарам за сите овие податоци кои што ги кажавте на јавноста и сите оние апели за превенција, а не за откривање на сторителите или казнување, прво да се заштитиме, да превенираме, а потоа ако треба да се лечи. Ви благодарам и вам за денешната покана. Сметам дека разговорите од ваков вид се доста корисни. Се надевам дека успеавме да Ќе ги чујат оние кои што најмногу да треба да ги придонесеме чујат. да се подобри разбирањето во јавноста, општата јавност за овие прашања, а воедно и да ги чујат оние кои што во суштина во своји раце ги имат можности за Креаторите на подобрување. политиките, јасно. Да. Стојан Мишев, јас ти благодарам што денеска беше на гост. Почитувани, се надевам дека го задржавме вниманието со овој разговор. Ќе направиме една мала пауза за реклами, па продолжуваме со втората тема.